Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во вечерното издание на Гласот на народот. Вечерва нема да зборуваме за тоа што се гледа. Ќе зборуваме за тоа што намерно не се гледа. Во држава каде вистината не се негира, туку се одложува. Најголемата институција не е судот, туку фиоката. Дали Македонија е заробена во сопствениот страв? И дали некој конечно ќе има храброст да ги отвори предметите, што некогаш требаше некој тоа да го стори, а денеска никогаш тоа не се стори. Малце во Рима, но во фактичка ситуација што ова нас не прати сите овие 34 години, имајќи факт единствена држава и ја надминува и Мексико го надминува и сите тие ковојски држави каде што е фактичката девиза дојди дрпни дувни и ништо нема да ти фали. И едноставно ќе се, што викаше една моја соговорничка Томич, тоа е слажена тасава, ќе издржи еден прст да му се исече и цела шака. Меѓутоа, додека и тој знае дека ќе вгради некоја протеза и така, не сум малициозен, меѓутоа зборам за една ситуација што е фактичка, но која ќе му направиш една широка конфискација до седмо колено, да му го одземеш сето она што го украло од народот, па ќе се подзамисли дали ќе краде од сопствениот народ. Да, си земам за право, бидејќи сум автор на оваа емисија и проект менеджер. И главниот топик на оваа емисија, кога државата се плаши од сопствената вистина, фиоките како последна тврдина на неправдата. Тоа е мојата колумна што денеска ја објавив на порталот Охрид24.com, кој на вистина создава голем интерес не само Македонија и надвор. Верам дека ја читавте доста од вас. И тоа нека биде една наша водилка во вечерашната тема, а ќе ја работам, ќе ја третирам со генерал Павле Арсовски, пратеник и подпредседател на ЗНАМ. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. И мојот драг млад пријател и врвен аналитичар, кој навистина задоволствено да кажам дека своето кресчендо го имаше во Гласот на народот. Еве пак тоа е Александар Ристовски, но Ристески, Сова. Да ми доведе, јас се извинувам со презимињата на Ристовски, Ристески, да, има варијации, да. Со В или со Со В и со Е. И со Е. Те малом прости ме. И да, и секогаш како по навика се смеам во една национална телевизија, кај што има тенденција дали намерно, дали случајно да ми го грешат, јас викам пишете ми трајче, така да веќе е sejedno. Ама како и да е, нели се бориме, викаме името не го даваме, така да секоја буква е битна. Така. Драги мои, да ве поздравам мојот тим. Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на оваа програма, која навистина многу безрезервно ја поддржува како еден волонтер или да речам родолюб како таткој за оваа програма. Преку 170 најави, 200 најави да речам реализира. Но се надам дека некој ќе се сети и ќе добие тоа што заслужува. Не е критика, само подсетување за тие кои треба да сватат. Исто така, тимот е многу агилен. Главниот инженер, тоа е Ивана Алексовска, во режијата и Владимир Котевски, програмски уредник. Има за што да збориме, ова е формат 90 минути. Еве додам со еден джигл и се враќам со мојата рубрика "На срце ми лежи, на душа ми тежи". Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме.
Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Идеме, да, интерактивна емисија, веќе сме во етер. Почитувани, во рубриката на срце ми лежи, на душа ми тежи, ќе се задржам на една, не од тие сопруга на премиерот Христијан Мицковски. Јас почитувам секој добар родолюб, милок да го потребам тој збор, бидејќи мојот соговорник од левата страна секојаш милува да го кажува тој збор. Тоа е госпоѓа Рози Мицковска, која се одважи на вистина на овој самит што го организира жените, бидејќи без жената светот е во мрак. Жената е главниот фактор и чинител на општествените случувања и поредоци. Госпоѓата Мицковска имала таа чест и задможност да учествува на тој самит и навистина таа кампања, ја велам дека еден човек е нула. Ако застане некој до него е десетка и бројката се реди до плюс бесконачно. Не е за тоа дека јас можеби со љубов го кажам она за доброто на сите. Во финале ќе го кажам тоа што ме тишти во душата, но за госпоѓа Рози Мицковска е тоа што незиното учество на овој самит даде придонес да се слушне далеку на еден голем формат гласот на Македонија и гласот на македонската жена. Та се обрати на тој самит. Јас би ја замолил режијата да го пушти. Имаме тонски приказ. Thank you. Distinguished First Lady of the United States of America, Madam Melania Trump. Distinguished First Spouses, dear attendees. It is a great honor to be here with you today. The way in which children learn, communicate and build their future changes faster than ever. Јас се влезам, само ќе парафразирам, нека оди текст, да, ќе парафразирам, да, ќе го парафразирам незиниот обраќање. Таа изрази голема длабока искрена благодарност до домаќинката, првата дама на Соединените американски држави, господјата Меланија Трамп, за ова важна иницијатива и за тоа што ги како што вели не собра околу заедничките вредности. Таа искрена благодарност е на госпоѓа Мицковска во вистинска смисла на зборот, бидејќи госпоѓа Трамп, почитувани гледачи, даде и обраќање дека се обрати со нашето вистинско име Македонија, што нашите јужни соседи во рамките на нивната кампања, тоа е разлика, почитувани. Нашите амбасадори кои не знае почитуваниот Жерновски, не сакам да го волкам, морам тој збор да го употребам во овој прекрасен но експозе, не знае што е НАТО, а голем представник за надворешна политика на СДСМ. Сопругата на премиерот Мицковски на глобалниот самит во организација на Меланија Трамп исто така даде голема порака до светот дека Македонија е демократска држава каде што максимално жената го има своето место на политичката сцена. Да, тоа беше делот од господјата Рози Мицковска. Јас сакам до делот на ова да зборам, благодарам многу, дека секој е за секој тој што ќе даде придонес за македонската презентација, за представување на македонската приказна во вистинска смисла на зборот е од голема важност. Нека биде тоа и една рурална, ај селска, како некој милува да го дискредитира основниот двигател кој го храни човекот, денешницата. Бидејќи веќе направена дигресија, бидејќи ова се мои 5 минути на срце ми лежи, на душа ми тежи, во една прилика, вие знаете дека имав таква можност да се сретнам со најголемиот политички естаблишмент во светот. Верувајте ми, ова не е претенциозно, од душа, навистина ви го кажувам. Разговарав со господот Бадинтер, Роберт Бадинтер, 2001 година, кога требаше да се реши рамковен договор. И ми вели господин Томич,
И јас му изрази благодарност господин Бадинтер за неговите оценки 92 година, дека единствено ние, па словенците, го исполнуваме стандардот за евроинтеграција со според стандардите на човковите права, ецетера, и така натаму. Дали сте вие за овој Бадинтеров мнозинство што тие? Викам не. Вие можете да гласате за трамваи, за улици, меѓутоа тоа не. Тоа луѓе стојам исправено пред вас со сиот мој интегритет, овие 45 години во мас медиум и зад мене со еден огромен број интервјуи и илјадници, тоа беше изјавата на господинот Бадинтер. Исто така имав така можност лично да разговарам со Јуџин Борза. Знам дека можеби некои купривњачи ќе добијат, меѓутоа јас ги молам за доброто, јас немам таква намера, јас сум тој што се борам за Македонија. Јуџин Борза единствено разговараше, повторно звучи за мене како христијанин, ми пречи тоа е гордост, а не сум горделив. Јуџин Борза ми даде одговор, дека не можам, те молам, не ме снимај, туку ќе ти дадам една изјава. Чест ми е што зборам со вас дека сте од Македонија и замолувам никој да не ја употребува за своји комерцијални употреби. Почитувам народ кој себе се нарекува македонски и кој својот јазик го користи и го нарекува македонски јазик. Тоа е ексклузивната изјава дадена, ми ја даде господинот Јуџин Борза за Македонија. Затоа другите нека не те ласаат и дека руглото име, што не сакам да го спомнам, тоа го кажуваат луѓе кои имаат чувство на национална припадност и со задоволство го примаат. Ете толку е мојата рубрика, на срце ми лежи, на душа ми тежи, и уште еден джингл и конечно ја отвараме емисијата. Останете со нас. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Потсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, реков дека во вечерашната емисија чест и задоволство што имаме генерал кој пред се македонец, а потоа генерал. Зашто го велам македонец? Како јас секој смилувам, просто македонец, а потоа сум човек. Таа дистинкција е автентична, кај секој што ја чувства Македонија како нешто највозвишено. Генерал кој се борел за македонската национална интерес, што вика и Трезор, кој навистина заради неговата борба против паравојската бил суспендиран од тогашната македонска власт или која да е, но како и да е, задоволство што вечерва имаш за што да збори. Не че збориме за таа војна што секој ќе мразам да ја зборам и куќињата на злото и куќињата на војната, а такви ги имаме. Затоа ќе опрашам за тоа што е најсуштествено, што зависи животот на сите нас на планетата Земја. Војната меѓу Америка, Иран versus Израел. Генерале, кој е вашата оценка? Слушам дека еве Доналд Трамп даде 48 часа дека треба да биде тој ceasefire, прекин на војната. Од друга ситуација, токму на мојот роден ден сега, 6 април, дека ќе прекине огно, треба да прекине, да се добие тој конечен одговор за примирие. Негативните, да речам, и лошите сили кои тие се кучиња на злото, велат сам со себе си преговара, се договара Доналд Трамп. Дали се сам со себе си разговара и договара Доналд Трамп? Добро вечер, уште еднаш, господин Томич. Се наоѓаме во една критична фаза од ова најнова воена операција која што Израел и Соединетите Американски држави ја реализираат против Иран. Би рекол дека сега во овој момент сме во некаква спроведување, некаква екзит стратежи, излезна стратегија од ова што се случуваше изминативе недели. Понудат од 15 точки на Соединетите Американски држави за завршување на војниот конфликт, на жалост не делува како нешто што е од позиција на сила, повеќе, да кажеме, како рамка за преговори со Иран,
се користи наратив од она што можеме да го дознаеме, поприлично мек наратив околу намалување на санкциите, контрола на нуклеарната програма, дури укинување на санкциите и на одреден начин превенирање за натамошни ескалации. Од друга страна, Иран негира дека има преговори. Иран има само два услови кои што се многу незгодни. Првиот и така репарации за настанатата штета од бомбардирањето, на вториот е трагичен за улогата на Соединените американски држави како глобален играч. Тие бараат Соединените американски држави да се повлечат комплетно и да ги затворат сите бази од заливот, што би било навистина катастрофално и за Соединените американски држави, но генерално и за глобалниот поредок. Негираат разговори, преговори, но мислам дека сега се обидуваат Соединените американски држави да на одреден начин ја привршат оваа војна кампања, бидејќи првичната или стратегиската цел за која што отпочна се во ова, сметам дека беше обид да се ослабне или смени режимот во Иран, пред се, второ да се неутрализираат комплетно ракетната балистичка програма на Иран и да се застане со нуклеарната програма, која што лани беше, Дефинитивно е јасно дека до промена на режим нема да дојде. И тие сили, да кажем така, позитивни за смена на режимот, кога државата е нападната, природно е да се хомогенизираат или унифицираат или обединат. До промена на режимот нема да дојде. Нуклеарниот потенцијал, односно програма, е запрена. Комплетно, да кажеме, според она што тие го кажуваат, до 90% ракетниот програм и она е уништен. Не сум сигурен дека е баш 90%, бидејќи Иран се уште има можност да возвраќа. Но потенцијал. Главната цел, смена на режимот, не е постигната и сега мислам дека ова е една излезна стратегија како да се контролира и ограничи војниот сукоп меѓу Израел и САД против Иран. Во контекстот тоа и господин Ристевски ќе го праша на таа тема. Стана збор за Хамнеј, не се спекулација, не се водам на спекулативни информации, тоа фейк ньюс, одам со проверени информации. Хамнеј во една ситуација изјавил дека е во состојба на преговори. Дали е можно десетната единица веќе е укрцана, како да речем, веќе подготвена, да е тој договор да се собере тој нуклеарен потенцијал, што е и важна задача на Трамп, да го собере, мада тоа е многу тешко, тоа се контейнери, големите контейнери, но небото го контролираат само САД и Израел. И тоа да биде вин-вин. А второ и конечно, финансиската потенција на Иран е замрзната, тоа се околу 200 до 300 милиарди евра замрзнати ирански средства. Да биде тој компромис, да им се ослободат тие средства и да биде се свој на свој. Веќе сме научени на тоа дека покрај политичките насоки и цели, сепак оваа администрација на САД е deal-oriented. Не ги коментираме другиве последици што се случуваат, бидејќи регионалниот конфликт има глобален импакт на целата земјина топка и почнувајќи од Венецуела, сега и со овој регион. Точно е дека 82-ра воздушно-десантна дивизија е една од двете такви високомобилни, покрај 101-та, веќе е во движење и се распоредува на Блискиот Исток, но сметам дека е тоа само еден вид на притисок кон Иран да биде активен учесник во преговорите и да се дојде до завршување на конфликтот за сега. Да. Александар ќе се приклучи. Второ и завршно прашање за војната. Дали светот оди кон нова војна и каде Македонија во контекстот се тоа? Имајќи факт дека зборам за нова војна, дали ќе се приклучат и другите држави кои се бази американски војна рака, а кои не ја поднесуваат, не го сакаат Иран, бидејќи Иран припаѓа е произраелски настроен, тој воопшто не има
врска со арапскиот свет? Проблематично е ова се, бидејќи оваа војна, сега што се одвива и ударите на Иран кон околните заливски држави, предизвикуваат нешто што е проблематично за Соединените Американски држави како глобален играч на сцена. Оваа војна за Иран има влог. За Израел има поинаков влог од Соединените Американски држави. Ова е регионална војна, меѓутоа за Израел ова е екзистенцијално прашање. Нивната борба со Иран е екзистенцијално прашање, поради нивниот ракетен, балистички програм, прокси силите и така натаму. Од друга страна, Соединените Американски држави, учествувајќи во оваа војна, рискираат многу, затоа што нивната улога како глобален авторитет, како гарант на слободна поморска пловидба, како гарант на слободната економско движење на целиот свет, е во прашање. Така да различни се влоговите на Израел и на САД во оваа војна. И дефинитивно дека Соединените Американски држави имаат многу повеќе што да изгубат и заради тоа се повеќе ангажирани за да ја привршат оваа војна на начин кој што ќе биде и за светскиот мир, и за регионалниот мир, но и за нивниот углед битна. Да, генерале, вие ќе му дадете рубрика, Александар го каже. Александар, прашањето беше дали, како ќе се имплицира тоа врз Балканот кон Македонија, имајќи факт дека имаме се уште луѓе кои се, така наречени спијачи, кои се повратници, редови работи, и јас во една прилика разговарав со доста иминентни експерти кои не се противречат мојата иницијатива за таа нивна тој исламски калифат што сака да го направат низ овој коридор кај што се наоѓа Македонија. Како ја гледаш оваа ситуација? Може да има рефлексии, импликации за конфликт на овие простори? Кај нас тоа е законски детерминирано. Значи, секој што се борел во туѓи армии се по закон е детерминиран дека треба да биде санкциониран. Тоа е дел од нашата законска регулатива, може и генералот да го потврди тоа. Секој што се борел професионално во активниот воен состав и учествувал во туѓи армии, туѓи територии, тој по дефолт кај нас е, да кажеме, тргнат од системот или приведен и санкциониран. Така да само треба безбедносните служби и тие што и се одговорни за тоа да си ја вршат работата и не би требало да има проблем. Значи тоа кај нас е законски детерминирано. Друго што е многу битно, што треба да го знаеме, јас како човек одредени предмети, иако не ми биле дел од стручна наобразба, но до раните 2000 имавме еден предмет кој се вика дефендологија и јас можеби не бригирав полагајќи го него, но книгите се уште ги чувам и знам што пишува. Меѓу другото има нешто што се вика специјална војна. Македонија 91 е во специјална војна. Значи, ние во континуитет, војната не е секојаш милитарна. Војната не секојаш е деструктивна и разрушувачка. Значи, ние таа војна од која сите се плашиме, паѓање бомба на зграда, рушење, ликвидација на луѓе, нешто што сме го преживеале, да кажеме, кратко во 2001. Нашите баби и дедовци го осетиле 41-та, 45-та, 44-та. Предходно разни окупациони сили, значи тие што се веќе не се меѓу живите, го почувствувале на своја кожа, сите тие што се помлади живееле во некаков мир и стабилност и не сваќаат дека професор Ферид Мухич има стално кажано, а и тој и други филозофи, дека војната во основа е природна состојба на човекот. Значи не е мирот природна состојба на човекот. Зошто? Затоа што и во природата вие немате мир. Оди мравка ќе помине, генералот ќе ја згазни и мравката не постои. Тоа е мојата теорија, дека војната мирот е привремена состојба меѓу две. Така е, а војната е сега, затоа што ние сме навикнати да живееме во една лагодна состојба. Ние имаме сега и со нивото на медиумите и на ова интерактивно што имаме, пазете една работа. Јас се трудам, како човек што ги анализира состојбите или пократко и подолго, имаше еден наш новинар, викаше, не треба никој анализи да прави што е под 40 или 45 години, затоа што нема животно искуство што да анализира. И јас барем од 90 навака прилично добро ги памтам работите и состојбите, и јас моето помнење, знаете ли како го врзувам? Со лични пример. Знам точно кога излегува парите во Македонија, затоа што јас токму тоа лето во јуни месец отидов кај дедо ми на поседок во Битола. И знам дека дедо ми тогаш дојде и прво ги извади боновите, нели оние првите што беа. Памтам дека имавме банкното 25. Немаше, нели, валута, 25 имаше, десетки, 25 имаше. После настана оние денарите кај што го има и Македонија, така е, во собрание со парите во раце. Сега, одиме околу војните состојби.
воени состојби, воени жаришта, пренесување на други територии, тоа сето го има и се случува. Но мислам дека една од причините зошто ние на тој начин бевме истуркани во НАТО, меѓу другото беше и тоа. До сега воена состојба внатрешна во земја членка на НАТО, јас не памтам дека имало. Значи, внатре на територија земја членка на НАТО. Имало конфликти, пример Турција со курдите, но то така им имат влезено да не мрднале повеќе. Кога сме апропо кај Иран, Иран е една територија каде што има една етничка заедница која има 3-40 милиони народ и е распределена на неколку држави, токму тоа се курдите. И сега дел од влијанието на Западот пробува да ги поларизира токму курдите со одење идеја дека токму на територија на Иран би можела да се воспостави држава иранска, затоа што Турција апсолутно нема намера да остапи дел од територијата. Истото се случуваше на територија на Сирија, па едни од главните проблематични играчи во тој, да кажеме, како би му дошло североисточен дел од Сирија, беа токму курдите, а тие се такво на еден дел меѓу 3 и 4 држави кои што функционираат. Друго да не заборавиме, Иран, иако е држава која е прилично компактна на некој начин, тоа е многу по-мултиетничка држава од Македонија, пример. Затоа што самите автохтони иранци или персици се само 50% од населението. Ти имат над 30 и нешто на 100 азербејџанци, што е исто така фасцинантно, затоа што има многу повеќе азербејџанци кои живеат во Иран отколку во државата Азербејџан. Тоа е уште еден интересен податок. Второ, религиски, тие се едни од ретките и таа е домицилна држава на шиитскиот ислам, која за разлика од доминантниот светски е сунитски. А таа па го влечи влијанието од нивната оригинална религија заради туризмот кој го имаат како таков, така да они се специфични. Зашо се сведува за се војните? Војната е, која и да е, кај да се случува, е прашање на доминација и ресурси. Никој не напаѓа држава која е дури спротивно идеолошка од тебе, која нема ресурси. Зошто никој не ја напаѓа Северна Кореја? Што има во Северна Кореја? Има руда, јака? Има нафта, има минерали, има диаманти. Еве актуализира војна против Јужна Кореја. Има реунификација на државата. Ама тоа е еден народ. Тоа е еден народ поделен во две држави, поделен идеолошки. И едните живеат во апсолутно слепило, а другите живеат како современа држава на некој начин која е под владение на некој начин на Соединетите Американски држави. Дисторзија на темата во секој случај благодарам. Се враќаме до многу битен поен. Ние сега живееме во време на исклучително голема интеракција. Таа интеракција која ни се овозможува, значи било која војна, која била пред 5, пред 10, пред 15 години, не збориме за далечно минуто, за скоро минуто, сме немале дури можност за лајв, сме имали интернет, но сега сме толку технолошко напредни, што деца мали на 5 на 6 години снима со камери во живо ви кажува што се случува. Токму ради таа интеракција, иако е неколку илјади километри од нас, ние како народ, како нација, кои сме длабоко навлезени технолошки, па и затруени, да кажем, и медиумски со социјални мрежи, затоа толку лично и интимно ја сваќаме еве и украинската војна, украинско-руската, и оваа другата, иако реално, ако мене ме прашувате, за да се пренеси таква војна од неколку илјади километри на оваа територија треба апсолутно да се случи Трета светска војна, што јас како човек немам впечаток дека во тој правец одат работи. Меѓутоа, знаете, познатата максима на Тито, како беше 100 години да се живее дека има и као да ќе сутре бити рат. Или утре. Колку е битно, гледам дека има сојуз, воен сојуз меѓу... Имаме простори за другата тема, која е есенција на вечерашната емисија, но меѓутоа не можеме да бидеме да го суспендираме тоа што е во соседството. Еден сојуз помеѓу Хрватска, Албанија и Косово. Што друга ситуација, нашиот северен сосед има преселно наоружување. Илирски сојуз. И конечно вчера денове пристигна едно наоружување како НАТО членка од нашите стратешки партнери, едно ново наоружување, вие ќе не го кажете малце по-стручно. Тоа е ова е процес започна негде 2019-2020 година. Јас уште тогаш бев командант на оперативните сили на армијата и се разговараше за опремување на цели на способности на Македонија и на армијата како една членка на НАТО. И со каква опрема
треба да биде опремена за да ги исполни стандардите за лесна пешадија. Кога велам лесна пешадија, таа е се само не е лесна, само е високомобилна. И тогаш почнаа преговорите и добра беше одлуката да се оди со замена на застарено советско-руско вооружување со западни платформи. Се формира интегрирани проектни тимови за пешадијата, за другите родови и служби и фактички се дојде до договор со Соединените Американски држави за GLTV, за мобилните возила, лесни оклопни возила и за страјкерите како голема платформа за пренос на таа наша пешадија, но не само и тоа, него и многу други работи околу вооружување, околу радиоуредите, околу вишорад, односно противвоздушната одбрана на ниски далечини, артилериски системи. И тоа е процес кој трае веќе 5 години, активно, и еве веќе плодовите ги гледаме, почнува опремата да пристига. Современо. Да. Министерството за одбрана... ТПСП што Лјупчо Гергевски... Па видете, се ова, сега да кажеме, таа наша лесна пешадиска бригада е подобро опремена него во било кое време предходно од осамостојувањето до денеска, бидејќи ова е наистина модерна техника, модерна опрема, нуди не само заштита и мобилност, туку нуди и огнена моќ, комуникацијски системи и ќе продолжи, бидејќи сега се опремува една батаљонска група, борбена група, ќе продолжи со втора и со трета и буквално целата армија. Две конечни прашања. Јас служев РВ ПВО, противвоздушна одбрана. Ќе имаме ли можност нашето небо ние да си го чуваме, а не да ни го чува јужниот сосед или Италија, или кој беше, или Турција? Тој аранжман е постигнат и не е само Македонија единствена држава на НАТО која што го прави тоа со аранжман со друга земја, држава членка на НАТО. Воздушниот простор во аранжман го бранат други држави членки на НАТО. Ние имаме обврска и потреба да имаме противвоздушна одбрана на собствените маневарски единици, тоа се набавува, таква опрема се набавува. Генерале, најкратко, дали е време Македонија, сега некој ќе ми се противречи, вклучувајќи моите два внука, тие се многу силни македонци од душа, јас се шегувам, еве, морам да го кажам, дадо приоритет на срце ми лежи да ја дадам на госпоѓа Рози како еден Мицковска за незината, реков, почитувани, без куртуазност. Јас дали и Рози Мицковска или Митра Митревска се презива, не е битно. Јас како секој што македонец се бори македонка за Македонија, ќе ја ставам на педестал. Но еве ќе искористам моите внуци некако плашливи лавчиња, ти си силни лавови. Меѓутоа, еве, да користам можност во таа рубрика, не го спомнам, мора да ја споделам таа убавина. Мојот внук доби прво место за текст напишан на ниво на целото училиште, тој Кристијан Томич. Ја споделувам таа радост со сите вас. Жалам што не може со тој несаканиот што замина не по своја и Божја волја. Но еве, доаѓаме на вистинската тема, а тоа е кога државата се плаши од собствената вистина, фиоките како последна тврдина на неправдата се однесува за ново избраниот и долго очекуваниот, да речеме, јавен државен обвинител, бидејќи од овие сите што ги видовме, еве јас за мојата маленкост водам војна, не војна, се борам, ама не сакам како Дон Кихот. Не сакам како Дон Кихот. И мојот Ѓорѓи е дел на македонскиот народ, македонец. И он не треба да ја дочека правдата на неговите синови, кој стана без татко. И значи очекуваме да обвинител да се ангажира за сите кои ги животите и заминаа без волја на нивна волја или без волја на го Бога. Закам да кажам дека криминалот во Македонија е закон. Председателот на владата на Република Македонија не испрати обвинение од говорница. Испрати една силен заклучок, упатувајќи се до јавниот обвинител дека треба веднаш да се зафати за главните теми, а тоа е борба против криминалот. Пред се, господине, што ми текна амбасадор. Господине генерале, прво, како е партијата ваша? Морам да ме прашам, бидејќи актуелна тема е партија. Сега има младотурци, имаше УВМР ДПМН. Младотурци кој го продадо името. Одлична е состојбата, да ви кажам таа ситуација во партијата, сакам да расчистиме. Да не збориме. А што е тоа што еден Пецов, како се презива?
Миле Цеков, да. Мене ме изненади, почитувајќи го вашиот председател, кој на вистина покажа машкост, морам така да кажам, се спротистави, во мојата емисија го кажа, дека се спротистави на човекот, му изгоре, како бе, вика, ја не сум со тој формат на разговор, модам тој сленг, меѓутоа, викат, како ќе ти дојдат парите, така ќе ти заменат. Му изгоре, може би, не сум малициозен во Дубај, имаше бомби, дали му се запали таа кула, што ја изгради, меѓутоа, самиот се одважи да го нападне својот председател на партија, зборам за Зоран Заев, се однесува за Максим Димитриевски. Машки се одметна, се тргна и направи движење. Од друга ситуација, јас така ги ценам, ги деквалификувам младотурци кои ги предаваат своите идеали, своите програми и своите табор, својата дружина, своите борци, сопартици. Добро, ние сме, ова созревање на демократијата во Македонија бара време и децении. За нас се уште е невообичаено или е весно денот ако некој припадник на одредена политичка партија има поодредено прашање, поинаков став. Во старите демократии тоа е па и нормално, но сакам да кажам дека Движење Знаме е партија која се уште расте, се уште се изградува. Ние го почитуваме неговиот став на колегата Миле Цеков по однос на минималната плата, но по однос на уставните промени или уставните амандмани, тој имаше и уште еден настап, па се дообјасни, веројатно не беше добро сватен. Ние како партија остануваме на ставот и ставот на партијата ја искажува председателот на партијата или евентуално портпаролот, но еве и ние сите кои што сме, уставни измени може да се случат само со одложено. Вие бевте прва партија. Па ние бевме и прва партија и да ви кажам право, тоа е нешто што многу е дава одредена проценка на намерата на нашиот источен сосед. Да. Доколку источниот сосед има честни намери према нас и ако е тоа единствено прашање, зашто не би се сложиле тоа да биде така? Да ги внесеме со уставен амандман сите националности вклучиво и кога ќе се случи тоа. Бидејќи тие тоа не го прифаќаат, очигледно е дека имаат и други намери. И фактички ова е добар пример да се види дека нивните намери не се добри. Нашиот предлог е многу конструктивен. Александар, ајде, знам дека арсеналот е твој доста богат и имаше да збори. Апропо, кажано е тоа што секогаш го апострофира лидерот на политичката партија на ВМРО-ДПМН, дека од друга страна му замеруваат, немаш акции, немаш апсено. Народот е нормално, Александар, е жеден да се ја види, да живее правдата. Има фраза брза кучка, слепи кучиња. Добро, меѓутоа народот не може да рече 35 години дека се тоа да треба да чека. Знам. Дали е денот дојден да... Јас ги гледам процесите, иако се пласира преку социјални мрежи дел од медиумите, доста условно речено скандали. Јас скандали реално големи од такви рамки какви што имало не гледам. Добро. Се појавуваат тук таму некои ситни лоповчиња и клептомани. И тоа е за поздравување што се делува, да. Ето така. И ги има во сите структури. Джепароши. Видете се, јас еден долгогодишен пратеник, мој пријател долгогодишен, рече вака. Во Македонија има 1200 директорски места, но назначени, именувани, избрани функции со околу 3000 нешто, да кажеме. Со се битни раководители се. И вели 10% да ви се чурук, а нормално во едно друштво 10 луѓе, еден ќе се погоди кој што не треба, како сака да е друштвото малско, тоа значи дека имате вие цирка 350 проблематични ликови. Сите да прават по еден скандал дневно, тоа е скандал за секој ден во годината. Добар есап, така? Да. Сега, ако земиме било што, еве во математиката или во економијата, во градежништвото дат 5% за растур. Значи 5% е признаен трошок, дури некој да го краде, признаен е. Присечење на арматура, еве од граđевина тоа го знам, кога се сечи арматура, било што вона... Оди фира. Фира, така е. 5% се занемарливи. 10% на дисфункционални луѓе се решливи и се менливи. Но ние не гледаме сериозни скандали, или иако се труди некој да ги пласира, кај никој од коалицијските партнери кои актуелно држат. Да, има различни темпераменти, различни карактери, знам ке се скара со нешто за влен, пример, премиерот ќе проба тоа да сосредоточи, па некој друг ќе се скара. И сите имаат, да кажеме условно речено,
на некој начин се во право. Иако не се, секој има свое место на каде што трга, поентата што е? Поентата е да воспоставиме општествени мери системи, поентата е да воспоставиме секој да му е местото таму каде што е, да не биде желботека, значи да не биде генералот Арсовски во земјоделие пратен по работа, затоа што претпоставам дека не се разбира од земјоделие, или мене да ме пратиде во труди социјала за која апсолутно немам никакво поимање, ниту пак желба и разбирање. И тие кои ќе се воспостават во одредени системи, да воспостават нешто што е многу битно, отчетност, но и одговорност за работењето. Јас токму лидерот на нивниот политички субјект, господин Максим Димитриевски го гледав, и баш анализираше една многу добра работа околу јавните предпријатија. Па луѓе, ова е нездрава работа. Јавните предпријатија искочија долгорочно рак рана на државата. Зошто? Затоа што само кај нив некој трупа долгови, а не гледаме на крајот излез. Владата на СДСМ во 2 направати им ги чистеше долговите и пак имате нови долгови. Тоа испаѓа фарсично. Значи, ние ставаме очигледно, кај нас проблемот е локалната самоуправа и под локалната самоуправа јавните предпријатија. Како тоа во одредени градови нема проблем во јавните предпријатија, таму кај што имате или побогат градоначалник, или пофилјан човек, или човек кој си ја знае работата, а на друго место мистериозно некој трупа долгови. И на крајот отчетност нема, одговорност нема. Томич бил директор, ќе отргна Томич, што имаме ние кога го тргнат? Тој ако генерирал 5 милиона, 10 милиона долг. Или ние остваруваме загуби во продукција на вода. И пример на плаќаме, јас читам некои бројки, добар сум со статистиката и математиката, пред ова моето културолошко и филозофско образование, јас сум терал малку технички науки, тоа имам и средно градежништво учено, така да добар сум со математика и со пратење на бројки и такви работи. Мене ми е фарсично некој ќе ми каже дека нешто што испорачал наплаќа 20 или 30%. Значи, реално тој што не наплаќа и не процесура е неспособен. Или пример имаш вработено 5 правници, а плаќаш 3 адвокатски канцеларии. Тоа што има две опции. Или отпушти ги кажи го правниците, или отпушти кажете го адвокатските канцеларии. Не логично ми. Или како да ви кажам, пример имате предпријатија каде што имате повеќе администрација отколку носители на дејност. Не знам сега, да не навлегувам да ги анализираме јавните предпријатија и се, ама и се како ќе го одбрани некој тоа, ќе каже во одредена ситуација некој купувал социјален мир. Не е тоа социјален мир. Тоа е креирање проблем со одложено дејство. Ние не сакаме да се соочиме со... Како да ви кажам сега, ние, знаете, пример, го спомнавме формално и спортот и фудбалот. Тоа знаете како е? Еве сега актуелниот председател на Фудбалска федерација направи рез. В Македонија имало 46.000 регистрирани фудбалери. Кој е 46.000 фудбалери, сте ви нормални? Па ние мажи се 900.000. Од нив пензионери се мажи уште 200.000. Други, во некоја репродуктивна возраст спортска, да кажеме, од 8-9 години до 35 години, па вие испаѓа дека секој вторе фудбалер во државата. Да. Значи, и сега што направија? Направија рез, излезе дека има 14.500. Тоа значи дека на еден реален имало 2 фиктивни фудбалери. Тоа значи дека и Томич, и Арсовски, и Ристевски некој ги пишува дека фудбалери. Одиме на темата, молим. Значи, поентата да генерирам. Ние имаме проблем со ставање рез. И резот боли, секој се обидува негде некакви тезги да има, тезгите се легитимни, ама не можеме тезгите да ни бидат државата, а после да коментираме дека не функционира. Да. Па затоа не функционира државата. Министерот за култура многу фино е нешто објасни. Кога ја објасни на претходната министерка која е пратеничка, ваша колешка на Стојчевска. Па не може 90% од парите да бидат за плати. А вие да немате продукција на програма. Тоа е нелогично. Да, јас сум дел од таа култура, јас сум дел од тие кои примаат плата од култура, ама нема логика сите пари за плата додат. Збориме за криминалот у Македонија кој стана закон. И неказнивоста е станала закон. Зошто стана? Еве, у контекст на изборот на новиот јавен обвинител кој, бидам искрен, тој постави прашање и дека сака финансиска потенција да има обвинителството, да има
успех во работата. Но, тука збориме за тоа што дали ќе ги имаме веќе првите чекори на увид, имајќи факт дека тие се наоѓаат како случаи во фиолка се држаат. Добро. Значи, затоа јас го спомнав господинот Мицковски, што машки заставно и упатил порака до јавниот обвинител дека чека наскоро резултати. Од тој контекст. Знаете ли што мора? Прво мора на тој човек кој го избра како човек што има кариера од почеток до крај внатре во институциите на системот, нема црно под ноктите, работел квалитетно, не може да му залепите дамка дека бил внатрешни структури на политички партии, треба една работа. Треба прво го остават самостојно да работи. Секој мешање, интервенција, притисок, немој Павле, немој Алек, немој Слободан, е проблем. Токму затоа и Мицковски рече, нема ни по бабу, ни по стриче нема. Значи, ако има, удри по секој. И така треба. Но, прво одврзани раце, ослободување, да кажеме, на финансиските стеги или тоа што му следува на обвинителството како такво, 200 вработувања кои им се дадени и сами да си ги одберат, ако не функционира, сами си се криви. Но, после 6 месеци, после година дена, отчетност. Нема црвен картон. Нема она 4 години мандат па реизборово. Не. Јас тоа што за сега се залагам за во обвинителството, исто зборувам за во сферата на културата. Го именуваш некого, државата му дава пари и овој не креира никаков производ. И се занимава со внатрешна Византија или со трошење. Чегето нигде во светот го нема. Значи ти што и да сработиш, каде да сработиш? Еве, генералот подобро го знае тој во одбраната, тие и во мирнодобно време, кога нема војна, нели тие се платени за безбедност од војни да не заштитат. Ама чекај ти во мирнодобни, јас се сеќавам градоначалникот на Штип, многу паметно користеше војската, реката која регулираше кој беше градоначалникот пред 10 години. Да, памтите? помагавме, да. Значи, секогаш ќе плати нешто, ќе искомпензира, да, граđевинците ќе се лутат дека можеби некој тешки оператив, ама тој вика јас имам малку пари, сакам многу да сработам, ти имаат професионална војска во касарната Шкорпионите, ќе им платат ручек, трошок, ова, она, джагараба, па и на крајот на криштата нивни физичката активност. Тоа е општо полезна. Нивни ми обуката, и општо полезна работа. Дали се разбираме? Така, општо полезна. Значи, ние мораме именуваните луѓе носители на функцијата прво да ги одбериме како луѓе, без оглед дали се ваши, наши, мои, твои, блиски. Човек што сака да остави нешто зад себе. Јас знам, ама видете, човек што очекува да влези во било каде орган на управа држава и очекува да влези со скинати гајки, а да излези богат, тој е крадец. Оти не може, кај нас може. Такви. Кај нас многу. Кај генералот, кај мене, кај другите. Може да ни се дај некаква стабилност, да сме кредитоспособни. Јас сум многу убав за банките, ти работам нели во државна институција, имам бенефици за разлика од некој што е потеш. Ама тоа ми е нели предноста. Но јас не можам да станам богат, немам отказе, нели се смеам во една медиум, возам кола матурант. Колава моја има средно завршено погодиште. Немам пари за нова, тоа е капацитетот. Мислам дека сме сега со обвинителство во еден баш критичен преломен период. Точно. Човекот кој што го предложи владата, собранието го избра од гостиварченец како јас. Јас не го знам лично, но се она што сум слушнал околу него, семејно, професионално, дава надеж, шанса дека човекот ќе работи по словото на законот. И сега да видиме. И битно е да не биде селективен, значи да биде апсолутно неселективен, објективен, се што е дојдено на ред да се реализира и верувам дека и во оној вториот дел персонален за пополна на обвинителството на испразнати места, за финансискиот дел, буџетот на обвинителство, дека едно со друго е врзано. Ако он пројави една амбициозност, една ефикасност во работата, ако се види позитивно придвижување дека и од другата страна и државата од делот на буџетирањето на обвинителство дека ќе испорача и тоа би било, да кажеме, едно идеално сценарија. Ама зависи од него. Генерално никој не кажа лош збор за него во собранието на расправата. И јас се согласувам. На жалост само 66 пратеници го гласа. Што зборува за други? И најджентлменски го прифати и тоа и кажа не ми. Делот од опозицијата беше воздржан, кажа дека нема ништо против, но се воздржани. Ја има сета поддршка, ги има сите услови да стартува. Ако стартува како што треба, комплетниот систем под него, целото јавно обвинителство, тогаш веројатно дека
и ќе се дополни финансиски она што треба во обвинителството, персонално. Само нека покаже резултат. Дека покаже резултат. Да, од него зависи. Од него. Тоа ми е главен топик во еден разговор што сакам да го апострофирам со вас и да го обработам. Во рамките на тоа беше спомнато и тој фамозен пара институционален проект СЈО, проект што го проголта и собствениот смисол. Приказната за Катица Јанева е повеќе од скандал. Тоа и меѓу другото го велам во самата моја анализа, што недек си ја рекламирам, навистина ми е една од добрите анализи што ја објавив денеска и кажувам и за еден формат кој навистина, ако се согласувате со мене, не се збори, почитувани мои соговорници, напорот на господинот Димитар Дангов, кој правната линија што сите ја избегнуваат, ако ми дозволите. Во сенката на политичките конфликти постои една правна вистина што 8 години одекнува и 8 години се игнорира. Тоа е ставот на адвокатот Дангов, како што реков. Морам овој сегмент да го пуштам, да ви го прочитам. Неговиот аргумент е едноставен и разорен. Ако доказите се незаконити, тогаш и постапките се незаконити. Тој укажува на законот за заштита на приватноста. Зошто? Да објаснам. Доставувањето на материјалите со задоснување од 30 дена, употребата на така наречени бомби, ова е техничка дискусија што јас сакам со вас да разговарам. Што станува збор? Госпоѓата Катица Јанева беше како крт 4 дена држена во ресторанот ден и ноќ. И веднаш ја извади. Низината цел беше да се инсталира, да се обтурира, да се насади и да се промени името. И што е фактички? Тие забранети снимки кои ги одработија, дали ќе карикирам, жути кафеави комбиња, што е факт, не го смени Груевски името, по плашен притисок, што е јавна тајна, и се активира се тоа, и беше датумот беше 30 дена до 30 ноември 2017, така 2018 беше преспански, така? 18 беше. Значи, 2017 30 ноември. Господинот Зоран Заев го доставува сите забранети материјали до на 31 декември. Господине генерале, ви сте правник, мислам... Историчар, но е без збориме. Значи, еден ден, правниот лек, ако го утнеме денот на поднесување жалба или пропаѓа. Значи, свесто некој го направи, а сите молча. Дали тоа значи дека ако го актуализира тој институт, нели, таа жалба, ќе пропадна и СЈО, и Преспански договор, и се тоа, за кој ниту обвинител не крена иницијатива, ниту судија, ниту Зоран Заев, што свесно го направи тоа, и таа во момента сета. Тоа ми само ова ти се, прво, многу битно. Прво, самото собрание, именувањето на власта после изборите 2016 во 2017. Прво се случи без 67 пратени. Тие ви и повеќе имале. Ако двете раце... Даде шилего со две раце кога гласа. Значи, прво, таа случка беше неправно одржана. Види, ние имаме проблем со правно силување на државата. Не сега, многу пати. После тоа ќе се направи кашканица и после тоа со голи раце се вадат врели костени од оган. Значи, ние си дозволуваме како луѓе да правиме кардинални правни грешки и економски, но пред се правни, каде што ќе се направи проблем и после тоа се гледа леверидж, кој кого зашто му должи или го држи, па треба да го покрива. Но, треба да сватиме дека одредени закони кои ќе се донесат, ништовност нема. Тие, ако поништат едно парче, да кажеме временско, тој закон што е донесен за тоа важи. Ти можеш да го откажеш после законот, ама за овој период веќе си ги амнестирал луѓето. Сега, ако законски тоа го решиш или го злоупотребиш, во одреден временски период треба да одговараш. Имаше, господинот Арсовски е пратеник, имаше една интересна иницијатива, што ја чув, вели подредена регулатива. Треба законски да се детерминира дека кога еден закон ќе се смени за одредена тема, дека истиот минимум 3 години не треба се менува. Зошто? Ти е фарсично пример во одредена тема на 3 месеци, на 6 месеци, на година да се менува. Така?
и нудиш можност, пример, ако некој има мнозинство или ако сака да злоупотреби, дека може да се игра менување закони. Са јас имам интернет, смени го законот, на лето врати го назад. Јас ќе го искористам на тој момент. Така да, мене ми е многу мило, како човек кој ги пратам состојбите ви во Македонското собрание уште од 90-та, нашето собрание многу си има развиено. И многу е транспарентно за разлика од некои други држави. Прво, јавна телевизија има, нон-стоп гледате што работи. Почна почна оној систем уште пред 10 години формира и комисии, нели? Прво читање, второ читање, спуштање на комисиска расправа, подење на пленарна седница. Тука е свесно кршење на законот. Затоа поврзвам со господинот. Каде е тука што одговорноста? И значи, да се вратиме зошто обвинителството е толку многу силно и кога се збори независност на обвинителството и на судството, се мешаат два поима. Независност на судството е едно нешто, затоа што судската власт е одвоена, не обвинителската власт. Обвинителската власт на некој начин е сервис на владеачката структура. Дали тоа е порака бе? Е странка. Е сега, ако ти немаш квалитетно обвинение, ако немаш квалитетен обвинител, ти можеш да рипаш, да скокаш и колку сакаш да го малтретираш и му вршиш притисок на судијата, ти судијата ќе го скрши законот ако донесе одлука, а елементарно не се кажи го не се потврдени или докажани податоците и фактите апропо дадениот настан кои да се однесува. Александар, колку пати во ова студио двајцата до преглас испративме информации до јавното обвинителство? Јас сум го правил и никаков фидбек немавме. Мислам, дадовме очевидно со како тема, значи основани сомненија за кривични дела и действија, јавните обвинители Коцевски и претходниот мува не ги лази. Но дали ова е вистински моменту, кај што го спомнуваме овој парадокс, кршење на законот за приватност на СЈО, со предавање на документите за забранетите снимки, а тие многу значеа и за преспанскиот договор и за сето на дека треба. Мене повеќе, господин Тович, не ме загрижува денот доцне или 2 дена доцнење, мене повеќе ме загрижува што ние зборуваме сега за една маса на снимени материјали, на така наречени бомби. Никој не знае точно која е количината, никој не знае точно колку пати се размножувани, во чии раце завршиле во процесот додека биле и во СЈО, никој не знае и каде се сега. И најмногу дел за приватни уцени се искористија. Да, виртуелни се. Фамилија еден куп. Виртуелни се тие и тие се уште тука негде. Тоа е таква една страшна злоупотреба. Јас се слагам дека делот на работењето и функционирањето на СЈО исто така треба да биде. Очекувам да биде. Не можам да кажам што треба јавниот обвинител, јавното обвинителство да работи, но очекувам дека и тој дел на работењето треба да се истражи. Меѓутоа, пак ќе до прегласи, ние анализираме како интелектуалци на таа тема. Обвинител, појава затворен таа повеќе не обвинител, меѓутоа дава пораки, пушта пораки, инструкции како да се однесуваат колегите во обвинителството, таа тројка, во делот на санкционирање, покренување обвинение и санкционирање на ставање за решетки. Целото функционирање, работење и однесување на специјалното јавно обвинителство беше една голема лакрдија. Голема лакрдија. Почнувајќи од првата жена, формирањето првата жена, кој бекграунд го имала за да го води тоа обвинителство, однесувањето, со 6, нешто просек. 6-2. Однесувањето... Само 3 или 4 оцени биле седмица, све 6 биле. По ниједна основа не може и обстовен обвинител да биде. Пахато однесување, надмено однесување, закани, тоа го кажуваат луѓе кои што биле... Големата маса на пари кои ги делеа, трошење. Тоа беше една голема лакрдија и ја би рекол и голем срам за Македонија. Генерале, јас начинав минатата емисија, беше госпоѓата Јасмина Величкова, да ја поздравам, таа е председател на синдикатот на судските работници, која наистина машки застана да се спротистави на тој диспаритет на почитување и вреднување на трудот на вработените. Екстремно бедни плати имаат. Екстремно. Внимајте, 15 години работи као советник на кривичниот суд. А бараме суди и треба, дали се согласувате со мене, тој ресет. Темата ни беше со господинот Иван Кекеновски, ја третирав таа тема, ресетирање.
Имавме еден случај кој Лјупчо Георгиевски зад завеса се договори 94 исправете ме со Бранко Црвенковски и скачам вон парламентарно ќе работам и Црвенковски преку ноќ донесе 450 војници. Суди, што се еден почитуван Десковски, Бога прости, тој е татко на Тони Десковски, тој беше и вели точно е слободан. На шака народ, многу се овие суди, многу. Меѓутоа тие суди беа партиски. Дали треба конечно генерале, дали треба да имаме еден ресет вакви професионалци кои работат по 25 години, 20 години, веќе да ги преземат тие функции. А тие што навистина уживаат како што си ги кријат парите во зидови. Таму има, верувам дека во секоја организација, институција има професионалци, прекрасни, честни луѓе, но има веројатно и луѓе кои што пуштиле корења и тоа ќе биде тешка борба и за државниот јавен обвинител со тој тим да се справи со внатрешните процеси, со тие фиоки што ги спомнуваме, каде се, колку фиоки има, колку предмети стојат, што е започнато па застанато. Голема борба го чека и него. И он е на страшен, страшен предизвик. А тука прво и основно треба да го спроведе системот на дигитализација. Да. Што е во систем, што е во компјутер, ако мисло да го врати. Ако мисло да го врати. Па не може одредени случаи секој едни исти луѓе се паѓаат, мислам. Тоа е премногу големо ниво на. Имаше еден мој пријател кој е во правосудниот систем, беше адвокат. Ми вели една интересна работа, вика со исклучок на уставен, на врховен и на највисоките суди, вика јас имам еден предлог. Дека во пониските судства судијата треба да има еднократен мандат, 9 години, вика. Да не е 4, 5, 9. Зошто? Па не може, вика, некој да стане судија на 33, 35 и до 70 да тера, вика. Затоа што лагодноста на столчето, лагодноста на позицијата ќе губи. А вика, ако стане на 35-40, добро, и е 9 години со мандат, кој ќе дојде 45, 47, 50, или ќе се врати во адвокатура, или ќе се вработи во приватна фирма, ќе мора да се бори за успех, или ако е супер квалитетните, ќе оди во управен, во врховен, во уставен, ме разбирате? Така е помалку или повеќе во војската, вие знаете барем самите. Дури и професионалните војници кои беа вика еден, ама ние што да правиме после 45 години? Тој што го бива ќе се може ќе остане внатре во институциите на системот. Работиме на тоа и да го решиме тоа, да биде стандардно решение. Работиме со министерот за одбрана заедно на еден проект. Но да се вратам на ова на обвинителство. Се видите, ние имаме нов државен јавен обвинител. Во поддршка на сета ова состојба во обвинителство и во судство, владата преку надлежното министерство за правда работи на донесување на законски рамки кои што ќе им овозможат да успеат во тоа што го работат. Веќе законот за судски совет е донесен во собранието, законот за јавно обвинителство е во процесот во второ читање во собранието. Уште десетина закони се низ владина процедура и треба да дојдат во собранието, значи владата преку Министерството за правда, преку министерот е должна да им обезбеди рамка, да им обезбеди правила на игра, услови за работење. Од нив понатаму зависи како тоа ќе го спроведе. Интересно е, ако ми дозволите, Венецијанската комисија донесе една олеснителна можност да нема до таа блокада во изборот на јавен обвинител. Немој да ме свати погрешно, јас многу типувам навистина на господинот Савевски, со тоа што очекувам од него вистинска машка борба со справување со најголемото зло на човештвото, тоа е криминалот. А тоа дека со двотретинско мнозинство може да дојде до промена на обвинител избор. Таа, значи, не е апсолутно мнозинство, да речам дека повеќе треба, колку беше апсолутното? Повеќе од 80? Не, 80, така. 80, но зависи за какви работи, ако апсолутно е кога е исполнет и бандентер и 80, да. Тоа е апсолутно. Но сакам да кажем во смисло на зборот дека очекувам дека господинот Савевски дека има куп работа и дека ќе ја донесе волјата на вистината, ќе го исполни желбата на народот. СДСМ бараше Коваши да ја викнат, да биде обвинител, да го истражува ВМРО и оваа политичка гарнитура, кој рекол не сум нејзин протеже. Еве, господинот Мицковски и кажа, нема наши, има такви кои идат, вика, слушај, сакате бизнес да направиме, ја вака, се
кога Драмолетка ќе го кажам во мој стил, вика се знам со Мицковски, бевме на вечера, како што вели, некој бизнес нема, вика. Не, господин Откриели Ристевски каже, го спомна тоа, двајца носители на функции. Не се од првиот ешелон, ама се негде во ешелоните во хиерархијата се фатени во правење на кривично дело. И се во процес. И ја го поздравувам тоа, не го поздравувам обидот за кривично дело, ама го поздравувам работата на Министерството за внатрешни работи и на обвинителство да се справи со било кој, без оглед од каде доаѓа. Тоа е суштина. И јас сакам тоа. Па се свртиме курсот на Социјалдемократскиот свет, може? Ја утрешната си направив реклама на моите колумни, утрешната реклама и колумна ми се вика СДСМ гори, Венко се чешла. Од таа селото гори, баба се чешла. Еве, јас навистина не имам колку толку, ама но како да е, колумната е таква. Тој наслов, верувам дека ќе прочитате. Таа политичка партија за мене не можеме да се разбереме, таа има своји референции, таа е државотворна партија. На времето имаше 250 професори, преку 5-60 доктори на науки, зборам времето кога сум пишувал колумни, анализи. Политичка партија која се заснива сега, дојде на дередже на ваков шибицарски начин да функционира, не давајќи им простор на луѓето кои сака да направат една реформа, еден ресет во политичката ситуација. Власта, генерале, господине Александар, има две страни. Медалата има две страни, власт и опозиција. И опозиција е власт. Ќе се согласите со мене. Не само власта што е на низиното височество фотелјата, и опозицијата е власт. Што правиме со таа ситуација што имаме една брана поставена од човек кој за жал, човек да го жали Венко Филипче, навистина што се нафати да му биде црн облак на Зоран Заев? Па не радо ги коментирам работите во други политички партии, па и во Социјалдемократскиот сојуз, тоа е нивна работа. Тоа е нивна работа, јас сум повеќе ориентиран према тоа што знам како политичка партија работи, како расте, како се развива. Но генерално ќе кажам дека немањето на силна опозиција е проблем за сите нас во државата. Проблем е и за ова владино мнозинство на ВМРО-ДПМН, вреди и знам, кое што има готово двотретинско мнозинство во парламентот, кое што како коалиција има власт и на локално ниво. Проблем е што немаме силна опозиција. Што треба? И навистина е жално кога се гледаат еве и претенички прашања. Вчера имаме седница за претенички прашања. Ни прашањата не се суштински, ни прашањата не се актуелни. Не пијат вода. Не постои веќе ни волја ни кај претеничката група на СДСМ да се бори како опозиција, да поставува прашања. Не знам, таа политичка партија, само кратко ќе кажам дека тоне. Тоне веќе 2 години, а тоне затоа што носи голем терет, големо бреме со нив. Значи, предавството за промена на името, договорот со Бугарија. Значи, тоа е терет од кој што не може да се народот нема тоа да им го прости. Што е штоф и материјал за тоа е терет што ги влече наделе и таа политичка партија се сведена, сега не знам, тоа се некои нови лица има, кои што не се социјалдемократи, кои што биле своевремено. Таа е една мала група, нашиот лидер Максим Димитриевски често пати кажува, тоа е едно сега друштво со ограничена одговорност, тоа веќе не е таа партија која вие спомнувате. Да, од друга страна канонада врз неговиот интегритетот, лидерот на политичката партија. Ете, политички субјект кој кандидираше само функционери, високи функционери, и кои тие функционери беа во најголема мера и тргнати од актуелното раководство, а неколку остана, ние сега гледаме дека цела пратеничка група од 15 колку што стана, не се 18, 3 не се нивни, а и тие од 15 мислам дека не се компактни како такви, сите се или премиери или министри. Па вие кои со години сте биле премиер или министер, дали очекувате дека ќе гризите како опозиционер во собрание различна е крвната група? Значи, тој што бил носител на функција и уживал во некаков раскоши, сега вие треба закони, амандмани, средба со граѓани, не икја тие се во комфортна зона. Тие фактички се купија 3 или 4 години и баш сум убеден дека на СДСМ актуелното повеќе му одговараат избори, не за друго, не дека ќе освои повеќе, ќе освои помалку. Ќе ја смени пратеничката група. Вие имате
Колку се, еве, набројте ги 8, 9 или 10 министри се, поранешни. Добар дел од нив не се ни врзани со сегашното раководство. Тој нема функционална пратеничка група. Знам и левица се многу по-влијателни во собранието, отколку што се влијателни СДСМ, а имаат дупло или тродупло повеќе од нив. Едноставно не креираат додадена вредност. И еве јас сакам уште во ова студио сега во моментот да инициирам нешто. Парламентарните партии во Македонија и оние вон парламентарните треба да седнат, да не биде најголемата ВМРО ДПМН, да не испадне дека е понезино, нека биде Знам, нека биде Левица, нека биде некоја вон парламентарна, нека биде дел и од албанските, да се седне на тркалезна маса и да се разговара за ставање догма или за ставање на црвени линии за македонското општество. И да се каже, по тема 1, 2, 3, 4 и 5 имаме национален консензус, имаме заеднички став кон Грција, Бугарија, Косово, Албанија, Србија, кон Брисел, кон Њујорк, Вашингтон. Ние тоа не знаеме да го направиме. Ние за теми, мене еден американец, во една ситуација во Македонија пред 13 години, имаше една турнеја работа, јас бев као преведувач ангажиран, и дојка се возевме низ Источна Македонија, имавме шанса да направиме муавет. И човекот вели вака: името кај вас ќе се смени прашање на време. Знаете ли зошто? Грција стои 95% против вас, нивното општество. Бугарија стои 90% против вас во нивните ставови. Кај вас, вика, македонци се црно на бело 65 или не знам колку насто, од нив како вкупна бројка 45-50 се против, но вие имате критична маса на останати етнички заедници преку политичките партии и критична маса на етничките македонци кои не им смета. И вика, притисокот се врши кај што е поголема веројатност да се успее. Зошто? Тоа значи дека ние имаме многу луѓе што одредени работи што мене, на Слободан и на Павле му се животно, екзистенционално битни, има многу луѓе викаат баш ми е гајле. Дека баш ви е гајле, а тоа баш ми е гајле се креира под притисок и влијание на дел од политичките партии кои ги релативизираат одредени теми кажувајќи дека тоа не им е битно, битно е ова, битно е ова, затоа што политичкото влијание е исклучително битно во нашата матрица на размислување. Токму ради тоа ние бевме дадени и ставени во ситуација да некој притисокот ни го врши нас. Да беше обратна ситуацијата, немаше да ни се врши, ви тврдам. Ние не ставаме догми национални за баналности што во светот е оче наш. Што значи тоа? Химна, знаме, грб. Па сега, кога вие имате непочитување на тие нешта, како очекувате да имате функционално општество, човече? Ние се уште, јас ви тврдам, од тие 1000 и кусурни институции, ајде сега да отидеме, Видиновски одлично тоа го правеше, и сега да отидеме, пола од тие институции на влезната врата немаат знаме. Пола. Еве го човекот од војска, јас знам што значи да стоиш пред знаме. И хералдичарство, така да знаците се... Значи се разбираме, многу, да. Има да стоиш мирно и сус, и на химна, да свиркуваш химна, на спортски надправен, да не пуштиш химна. Кај нас, тој да не се лутел. Во Република Македонија се лути на химната. Добро, не кеш да ја пееш, пушти инструменталка. Има да свири. Во Америка средношколски надпревар. Во Америка средношколски надпревар почна со химна. Пееш, не ја пееш, ке оди. Име на држава, предимство на јазик. Ние сме повеќе етнички таму, прво другиот јазик. Македонскиот јазик е прв секогаш. И тоа е уставно прашање. Не е прашање на ценкање. Не ли збориме доследно спроведување на закон? Да, де факто, мене у пасош ми стои Република Северна Македонија, јас не се сложувам. Пасошот ми е тој, но мене нигде законски не ме детерминира сегде каде што дам вербално да ја користам Македонија и да се бунам и да се карам да не ме го користа Северна, затоа што и тоа е уставно, ова бунењето. А факт е, мене ме боли, но пасошот, институцијата во која работам, документите, личната карта и возачката ми стои Република Северна Македонија. Но јас се бунам за една битна работа. Еве вчера пишав на едно место, еве дури пред собрание вас, тоа и на ушиен пратен го кажа во емисија ја спомнав, ве молам, стои кај вас, вика, за возило од МВР поставено собрание на РСМ. Извинете, ако сакате, или нека пише Република Северна Македонија, или нека стои собрание на МКД. Пошто кодовите на Македонија МКД е МК. Да. Така да, молам, еве, ако може и вие повлијаете, на влезната пред самото собрание. Пише
освен за возилата, собрание на РСМ. МКД нека стои, така. Ако е скратено, МКД, тоа И е... добро се го начинало прашање, и на таблиците треба МКД да стои. Не, тоа е дел од договорот да стои само на таблиците НМК ради грците. И тоа е внесено во... Тоа е нешто што особено ме иритира како човек. А е внесено, Особено а е ме внесено. иритира Така. Во се ова што... Ама нели се служи? За жал, некоја будала го внесла Некој тоа го на МК. прифатил тоа, некој Да, го и го прифатил. мушнал на МК. Тоа е мушнато. И нам ни се презентираше само тоа. Да, и да знаете. Јас Тоа е внесено. амбасадорот Зоран Дабич, јас го поздравам, тој е конзул во За жал е внесено и дело Го од поздравам господинот Зоран Дабич, кој навистина покажа вистинска македонштина. Еве со нашите македонци во Детроит и сигурен сум ќе продолжи таа таа дипломатска активност меѓу нашинците во, бидејќи не гледате почитувани. Сега во живост, како да речам, и во Канада, и во Австралија, и секаде не гледате. И знам господинот Зоран Дабич ќе направи голема кампања за македонскиот јазик, за се ова што нас не тишти, да ја вратиме нашата македонска диаспора, нашите македонци да дојдат и да инвестираат. Тие се составен дел на оваа држава. Без вас со 90-тите многу беа излажени. ние нема да дозволиме, Александар, затоа сме Други тука. времења се денес. Тоа беше други времења. Токму ние во една емисија, почитувани мои соговорници, ние го начнавме и покажавме тоа таблиците дека треба МКД да стои. Меѓутоа, Дел од договорот. дел од договорот. За Генерале, во светот, Александар го спомна убаво, дека сме врзани со некои услови наметнати, октрирани за некој мир. Каде во светот има во Уставен суд Бадинтер? Не, тоа е фарс. Ве молам, повторно ќе го спомнам Бадинтер, Роберт Бадинтер, лично ми кажа, вие може за трамваи да гласате и ништо друго. Јас не сакам да ви дадам некоја, тоа сум против тоа. И сега Али Ахмети, што не сакам да го спомнувам во моите емисии, од здравствени причини, со тоа што излезе човекот без идеја, без ништо, вика, не може председателот да се однесува, ќе парафразирам, така ношално и непрофесионално кон својата, треба оставка да му се побара. Ве молам, ај кажете ми пример, ве молам пример сакам. Не, околу тоа мислам дека не треба да има дискусија, се знае дека уставот е устав, уставниот суд го толкува уставот и тука има ли во светот, кажете ми, Александар Гајов, ка спомнете? Тоа нема никаква врска со правото. Со правото и со правдата. До кога ќе одиме со тие шверциските комбинаторики на позитивна дискриминација? Америка е таа која пример најголемите глупости во државите ги има направено и во својата, но и после ги има решено. Значи, тие го имале и робството, и дискриминацијата, и сегрегацијата, и се, но на крајот потишле во еден друг екстрем, што е интересно како анализа да се спореди. И сега, Америка го има испромовирано тоа што се вика позитивна дискриминација. Јас тоа го имам читано во детали, посебно кај давањето стипендии и примањето на факултети. И тие викаат, конкурсот е тој, условите се тие. Но, во случај на исти кандидати со исти бодови, предност имаат African Americans, Pacific Islanders, значи они од Гвам, од Хаваи, од ова, Инуитс, нели они од Аљаска и не знам кој, Латинос, значи прецизира, но првенствениот услов е, ако има тест или кај нас од 1 до 100 или кај нив SAT што викаат, што мора, пример, минимум 1200 да има, минимум 1400, не може 800 со 900 бода да влези. Значи, квалификацијата стартна му е тој да ги исполни условите. При исполнети услови има позитивна дискриминација, за да не биде дека ако има 100 места за стипендија, се примаат 1000, од тие 100 места ќе се направи едно 5-60 да бидат во етничките заедници или другите раси. Втора работа, они даваат приоритет дали си инвалид, дали си сирачен, но само ако ги исполниш условите. Токму затоа движење, знам, преку јавна администрација, министерот го истакна тоа и балансерот како алатка која што се апсолутно дискриминирачка. И е укинат. И има ситуација што од Западна Македонија, македонци, јас што знам, па ми се љути што ги имам спомнато, кај што се пишуваат македонци, се пишуваат за да напредуваат во кариера албанци и турци. И станува смешно. Тоа и во пожарна се случи, каде што еден куп. Па, од друга страна, во Министерството на Артан Груби, кој во едно време имаше 1500-1600 вработени,
Стоеше на хартија дека има 30% македонци, што е пак дискриминација, пошто зошто има 70 од другите. Другите не беа ни спомнати, беа 99% албанци. Дали знаете дека имаше тројца македонци реално? 2 господи во архива и еден мој личен пријател, сега директор на институција. И ова не го зборам на памет, пошто ги знам тројцата. Но на хартија стоеше дека има 30% македонци, што Колку беа? Тројца. Тројца. 2 господи и еден мој личен пријател, кој работеше во тоа министерство. И сега фарса е вие од а на хартија стојат 300 македонци. На хартија. Александар, ја морам тука една запирка. Јас го почитувам со тоа што не, затоа го имам ова. Но зборот ми е без никаква куртуазност. Господинот Изет Миџити никош нема да ја зборам, 5 пати го спомнам ова како да, затоа што излезе јавно и каже, слушате луѓе, мене јас потпишав договор за коалиција со ВМРО, со ЗНАМ, меѓутоа не мора да значи по секоја цена, ако не се солвентни, кадрите да бидат министри. Значи, сака да каже на национална припадност. Таква тоа е на историска изјава, што јас ја респектирам. И ова коалиција има штоф, има елементи за обстанок и за една добра заедничка стратегија, функционира. Не е у типот на Зоран Заев кој беше измечен. Како ќе работиме? Како и досега. На изјавата на Александар. Дали? Би рекол дека и движење знам една од многуте размислувања за да влезе во владина коалиција. Разговараме со ВМРО да помена не се обреди. Да се смени нешто, но да има стабилност. Да тоа мнозинство биде стабилно и да владее со едни нормални внатре коалицијски, односно внатре владини односи, да не го гледаме она што СДСМ и ДУИ го праве, односно што ДУИ му го правеше на СДСМ и, како викаат, го дробеше на ситен камен. Сега се односите се враќаат во една нормала. Таква каква што треба да биде. Да. А инаку да е мала дигресија, само извинете, господин Ристевски, денеска е 27 март. Денеска е денот кога Македонија пред 6 години стана полноправна членка на НАТО и ја оствари една од двете стратешки определби уште од 90-тите години, од 92 година. Така да Генералштабот и армијата и Министерството за одбрана денеска го одбележаат тој ден, а утре е 28 март 1992 година се крена македонското знаме пред зградата на денешен Генералштаб и Министерство за одбрана, односно на 27 март на денешен ден 92 последниот војник на ЈНА ја напушти територијата на Македонија, чисто вака за историски контекст. Да, супер, ви благодарам. Ми беше и тоа план за на крај. Ви благодарам со оглед дека дадовте несебичен придонес за нашето инкорпорирање во НАТО, но генерале, ќе ми дадете за право, бидејќи сум еден од првите новинари кои ги води тие преговорите, односно нашето членство прво како партнерство за мир со членот 8 од стратегијата, потоа за нашето членство во Алијансата, имајќи факт дека Македонија доби позитивни 18 member action plan, значи каде што немаше потреба да дојде до промена на името. Се согласите со мене? Сега не се повторува. Можеше без тоа да преди. Тоа ми беше. Меѓутоа, вие дадовте несебична заложба. Морам да го спомнам пак, се согласите, и господинот Зоран Давич што му дава навистина. Тука ми финале доаѓаме до 10 минути еме до крај, каде што тие луѓе кои дадоа јавно голема поддршка, треба да се респектират и да се дадат повеќе простор на нино на тамошно етаблирање. Спомнато беше реконструкција на владата. И една таква направив една колумна, завчера ја објавив, за скриените капацитети и потенцијали кои не може да дојдат на вистинското место, бидејќи има кошкање, србите викат клечка, ќе му постави клечка и тој ќе падне, нема. До кога тоа кодоштво, таа зла крв, немој овој не е наш, овој е лош и така натаму, а се форсираат се исти луѓе. Господин Ристевски спомена позитивната дискриминација, ама ние, на жалост, во Македонија 3 децении функционираме со негативна селекција. Ете така. Со најлошите кандидати, ако може да ги ставиме, за да може да ги контролираме. Ако дојде некој подобар, некој се чувствува загрозен. Ако не сте доволно... Кој се плаши од таквите? Па тие што не се доволно самоуверени, што не се квалитетни, тие се плашат.
Тој што е квалитетен, самоуверен, се обкружува со најдобрите луѓе. Јас И ќе добеде уште во поголеми армијата сум се обкружувал со најспособните, најдобрите, па што нивен успех е и ваш успех. Ако сте само добри. Еве апропо дебатите и јавното говорење, за кај бе себе почнете од себе сам. Јас прв пат на јавен медиум во политичка анализа излегов кај господинот Томич, верувате или не, пред 16 години. 16-17 години, уште немав ни во свој 30, во свој 20 бев. Кај него бев гостување, јас кај него ќе земам башка. На други дебати каде што сум одел, јас во животот можете да прашате уредници, нит сум прашал со кого ќе бидам, нит кои се прашањата, ни темите. Што јас судам карт бланш, нели? А не сум носител на висока јавна функција. И еден ми рече, вика, нели се плашиш? Па, што се плашам, јас не кријам ништо, а второ, капацитетот и знаењето е тој. Јас еднаш дури бев вовлечен во не сум голем љубител, но не навлегувам толку детално, пример во темата на руско-украинската војна, еве сега ќе ви кажам што сум одговорил пред речиси 3 години и ќе се насмеете, знам пошто го знам одговорот. Бев со уште двајца истакнати новинари на дебата на Канал 5. Ме викнаа за руско-украинската војна, јас тогаш знаев работи, но не бев навлезен толку. Земав неколку часа, навлегов колку што можам и ме прашуваат што мислите што ќе се случува. Дали ќе биде блицкриг војна, дали долго ќе трае? Јас викам вака. Прво, Русија, викам, не напаѓа со тоа што го има. Викам, прво, троши од 50 и 60 роба. Дека не истроши таа роба, викам, нема да извади нешто друго. Второ, викам, ќе користи платеници и ќе користи тоа што може, и вика, ама напад на Киев, ново. Не, викам, мој став е, со оглед дека Крим веќе го има 10 години, и со оглед дека ги зема Донецк и Луганск, дека ќе тргнат надолу и мислам дека сосема веројатно е дека ќе пробаат да го земат цело крајбрежје и да ја направат Украина континентална држава. Дали те знаете дека ми се смеја? Што искочи во пракса? Што работат? Па тука негде се да. До крај. Уште си режија. Ако може овој кадар господинот Ристевски да го имаме, значи ова се 5 минути ваши. Значи одиме као финале со темата кога државата се плаши од собствената вистина, фиоките како последна тврдина на неправдата. Александар, тоа е твојата камера. Почитувани гледачи, народа на Македонија и гледачи и слушатели каде и да сте. За почеток обидете се да бидете пообјективни, пореални. На државата и се дава, не и се зема. Престанете со ситниот личен интерес, живење денес за утре и влијание врз туѓи животи, туѓи судбини. Свртете се малку кон себе, кон личниот напредок, кон работливост и кон патриотизам. Не пробувајте да завземете простор пред зграда, да си оградите нешто што не е ваше, да узурпирате имот. Едноставно престанете да бидете дрски и безобразни. Јас сум една генерација, роден 11-12 години пред самостојноста. Тоа не беше Македонија во која јас денес живеам. Тогаш луѓето одеа послободни, почесни, не се трудеа да узурпираат имот, не се трудеа да бидат агресивни, имаше една чест и почит. Може би тој систем имаше грешки, може би имаше недостатоци, тврдам дека имаше, може би беше некакво едноумие, но во тој период јас како дете ги перципирав работите дека живееме во едно време каде што имаше слобода. Јас во Скопје, во 4-то, 5-то, 6-то деление шетав низ градот сам, кога ќе одев кај моите баба и дедо во Битола, од едниот во другиот крај на градот, бев буквално пуштан сам, пешки или со автобус и немав проблем. Ние дојдовме во едно време, државата е иста како територија, населението дури помалку од тогаш, а денес луѓето се плашат децата да ги пуштат на улица, да преминат улица, до 6-то, до 7-то, до 8-то одделение ги носат родителите со кола. Сето тоа е влијание на нас самите и начинот како го гледаме општеството. Треба да почнеме да пријавуваме неправди, треба да веруваме во институциите, а ако институциите не се на нивото на задачата да ги завршат работите, тоа што треба да ги информираме медиумите или како колективи да се здружиме и повторно да иницираме и покажеме кој е тој што не реагира по пријава на граѓани. Само така ќе формираме една функционална држава и треба да престанеме да се делиме партиски, етнички, верски, јазично. Доека тоа не го согледаме како луѓе, напред нема да одиме. Топката, верували не, е во ваши раце.
Почнете од себе и позитивно влијајте врз другите. Престанете да глумите жртва и да се жалите државата. Вие сте државата. Благодарам многу. Генерале, кога државата се плаши од собствената вистина, фиоките како последна тврдина на неправдата. Ова е ваша камера. Почитувани гледачи, почитувани граѓани на Македонија, конечно е дојдено време и крајно време да се врати правда и да се врати ред во оваа држава. Сметам дека со последните чекори и законски измени и со донесувањето, односно гласањето на државниот јавен обвинител, со апсолутна поддршка од сите политички субјекти во државата, се ствараат позитивни услови да тоа обвинителство и судство почне да функционира според словото на законот, без селективност и да донесе правда во државата. Генералната моја обсервација или размислување за Македонија е дека Македонија како држава има огромен потенцијал, има прекрасни, вредни, работливи луѓе, има територија која што дава, има позитивна клима, има и секако и клима во државата да направиме нешто оваа држава да биде стварно место кое што нашите деца и идните поколенија ќе се гордеат. Затоа сум и влезен во политиката, да се вклучам и повикувам секој кој што може нешто да даде, секој кој што има одредени квалитети и способности на било кој фронт, дали во политичкиот живот или во активизмот или на работното место, да се вклучи, да придонесе на вистина да ја направиме Македонија држава со која сите ќе се гордееме. Почитувани, и пред да им се заблагодарам да кажам, ја како одивен збор вечерва не добивме и не ги добивме сите одговори, но можеби конечно ги поставивме вистинските прашања. Држава не паѓа кога нема закони, паѓа кога никој не ги применува. Ако фиоките остана затворени, тоа нема да значи дека нема вистина. Ќе значи дека некој одлучил да ја сокрие. Останува прашањето дали Македонија ќе се соочи со себе или ќе продолжи да живее во тишината. Ова беше гласот на народот. Добра ви ноќ, почитувани, ви посакам и натаму лесни, угодни пости. Не остана уште неколку дена до празникот торжество на торжествата Великден. Идната недела подготвуваме на специјална емисија. Верувам како и ова е задржа овие 90 минути да бидете на овој канал. А вам, генерале, ви благодарам што беште мои соговорници, соговорник и ми ги дадовте сите одговори. Иако генерално викам во мојата одјава дали се дадени одговорите, дадени се супер, но мораме така некој клише да го фатиме, да го... Колку што времето дозволува. Александре, ти благодарам многу што секој знаеш да го задржиш вниманието и заслужи да бидеш еден од фронтмените, да навистина и мојата маленкост, редно да речам, без разлика, оти луѓе без идејни се празноглавци, а идејата е капитал, се друго се пари. А ние за пари нема да работиме, ќе работиме за Македонија и за нејзините перспективи, бидејќи Македонија е единствени и таа имаме. Живи и здрави се гледаме едниот петок на 3 април 2026. Пет вечер. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.